Да, токму така, Ване, снегот и голомразицата е зголемија работата на екипите на итната медицинска помош во Скопје. Утрово разговараме со доктор Анита Тимовска, раководителка на службата за итна медицинска помош при здравствениот дом во Скопје. Докторке, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Колку интервенции имавте во текот на изминатото деноноќе и зашто најмногу се жалеа граѓаните? Пред добро утро до вас и до вашите гледачи. Во текот на изминатото деноноќе, службата за итна медицинска помош интервенираше на вкупно 83 места, од кои што околу 20 беа итни повици, каде што се интервенираше и на јавни места, се интервенираше и на сообраќајки и на различни типови на повреди, влошување на здравствената состојба и така натаму. Чести се и сообраќајните несреќи, какви интервенции имате кога станува збор во овој дел? Да, симптоматично и во тек на изминатото деноноќе интервениравме кај 3 сообраќајни незгоди, каде што имаше повредени и се однесени во ургентните хируршки центри. Најчесто таму каде што имаме повреда на глава, односно потешки повреди, се носат пред се во ургентниот хируршки центар, во клиничкиот центар, меѓутоа не изостануваат и градската болница Свети Наум Охридски и градската општа болница 8 септември. Овие сообраќајки се соочуваме со повреди од најразличен тип. За среќа некои завршуваат со многу полесни повреди, но се соочуваме и со случаи каде што завршуваат и трагично. Голем дел од граѓаните се жалаат на респираторни заболувања. Дали загадениот воздух е една од причините за ваквата појава? Да, секако дека и е важен фактор во овој период е загадениот воздух за појавата на оние респираторни симптоми на кои што се жалат нашите корисници. Тука секако дека влијание има и овој период на сезона на грип, на вирусни инфекции, кои што најчесто се од респираторен карактер. Меѓутоа, сепак секогаш во тек на целата година присутен е и стомачниот вирус, така да се јавуваат и со тегоби од гастроинтестиналниот тракт. Оние симптоми кои што се од страна на респираторниот систем, најчесто се тоа кашлица, секреција од нос, затнатост, еден ринит, така да фебрилна состојба, која што не е исклучена овој период и која што е честа. Се јавуваат често на нашите телефони пред се за совет за оваа работа, бидејќи знаеме овие вирусни инфекции не се предмет на нашиот домен на работа, меѓутоа нашите доктори на 194 се секогаш достапни за да дадат соодветен совет. Секако дека добро дојдена и она повратен фидбек кој што го имаме од нашите корисници кои што повторно се јавуваат да кажат дека е подобро и така натаму. Во однос на загаденоста, голем дел од нашите, да речам, граѓани се жалат во тежното дишење кои што не се засегнати со фебрилност и со оние респираторни симптоми во однос на вирусни инфекции. Тоа се хроничните болни кои што и онака имаат проблеми со дишењето и со белодробието, кои што дополнително дури некогаш и не помага нивната редовна терапија, па сме во состојба да мораме да одиме и таму да интервенираме. Докторке, во изминатиот период голем дел од повозрастните граѓани беа тие што се здобија со скршеници од снегот и голомразицата. Кој е вашиот совет до нив како да постапуваат кога имаме вакви појава на услови? Секако зимата се уште трае и имаме најави на се уште снежни врнежи, иако сега во моментот немаме снег по улиците, меѓутоа може да имаме негде и голомразица. Апсолутно внимавање и носење на соодветни обувки кои што не се лизгачки, кои што нема да предизвикаат дополнителен пат, поготово за возрастните кои што имаат и онака лесно кршливи коски, многу лесно доаѓа до повреди, најчесто кај нас од нашата пракса и искуство покажува дека тоа се повреди на колкот кај повозрастните. Меѓутоа, овие повреди не се застапени само на отворено и кога нема снег се соочуваме со зачестени повреди кај возрастните и во домашни услови. Докторке, ви благодарам за гостувањето во утро во Македонија наутро. Се надевам дека граѓаните ќе ги почитуваат препораките и ќе видат
повнимателни. Пред нас ни доаѓа уште еден празник Богојавление Водици, па да се надеваме дека екипата на итната медицинска помош ќе има со помал обем на работа за овој празник. Да се надеваме дека ќе имаме, бидејќи знаеме дека за овој празник на повеќе места се одржуваат верските манифестации, каде што сме и таму застапени со одреден број на екипи, па во тој период би ве замолила како граѓани на нашиот град и на околината која што ја покриваме да сепак имаат разбирање и да вистина да се јавуваат таму и кога е најитно. Благодарам на разговор. Ви благодарам и вас. Ване разговаравме со доктор Анита Димовска, раководителка на службата за итна медицинска помош при здравствениот домот Скопје.